Благодарам, повелете со прашање. Изборниот законник се однесува на органите од извршната власт, не на собранието и на законодавната власт. Секаков таков ќе го наречам небулозно барање, не е ништо друго, освен обид на раководството на ДПМН, ако е можно да одложи или да избегне жешката есен што ги очекува пред организиран криминал во Основниот суд Скопје 1. Па тоа е уште еден доказ за ова што го говориме денеска. Можеме да зборуваме за се, освен за кривична одговорност на раководството на ДПМН. За се треба да се дебатира, освен за разрешувањето на Марко Зврлевски во Собранието на Република Македонија. Па макар тоа било и незаконито, како што е всушност и ова барање за интерпелација. Патем кажам, хаосот по институциите, кој што е резултат на 11-годишното криминално и партизирано владење на ДПМН, а со надчовечки напори се обидуваме да го надминеме во изминативе 2 месеци, не може да биде причина за разрешување на министер од владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тие луѓето вработени во институциите со надчовечки напори во изминатиот период успеваат да се справат со пожарите. Напоменувам дека нити специјалните авиони за гасење на пожар не беа функционални и не работеа се до доаѓањето на новата власт. Правиме се и во надлежните институции се прави се да се надмине таа хаотична состојба која дошла како резултат на непрофесионално, некомпетентно и пред се криминално тендерско работење на сегашната опозиција.